На Македонија е наложено да му исплати 3465 евра одштета на поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Владимир Атанасовски. Европскиот суд повторно утврди повреда на човекови права по предмет поврзан со поранешни функционери од Македонија. Според пресудата е оценето дека домашните судови не понудиле доволно конкретни причини за продолжување на мерката притвор, а поднесените жалби не биле разгледувани во разумен рок. Покрај надоместокот за нематеријална штета, државата ќе треба да ги покрие и судските трошоци. Одлука е конкретно за Владимир Атанасовски за неговото предолго држање во притвор, на кој ние укажувавме во целиот тек на постапката, дури имаше и објавени така наречени разговори помеѓу тогашни обвинители политичари во кои се нарачува апсењето на Владимир Атанасовски. Треба да се преиспита одлуката, бидејќи утврдена, и најпрво е одлучено да се исплати одштета во износ околу 3.500 евра. Ова не е прв пат Страсбург да утврди пропусти во постапувањето на македонското правосудство. Претходно беше пресудено и во корист на поранешната министарка за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, оценувајќи дека и било повредено правото на правично судење. За поранешниот министер за образование и наука, Спиро Ристовски, беше утврдено дека неговиот домашен притвор за случајот организатори на 27 април бил неоправдано продолжуван без дадени доволно аргументи за таквата мерка, а државата беше задолжена да му исплати одштета. Во меѓувреме, судот во Страсбург отвори дополнителни прашања во уште еден предмет, барајќи објаснување за тоа како незаконски прислушуваните разговори, познати како бомбите на поранешниот премиер Зоран Заев, биле користени како клучен доказ во судските постапки и дали тие биле навистина фер. Со тоа, Европскиот суд продолжува внимателно да го следи начинот на кој се воделе дел од најистакнатите судски процеси во државата.